Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Братот и двете сестри биле неразделни. Дали ги знаеш? Марта била полна со идеи и секогаш во движење. Марија била тивка и малку срамежлива. Лазар бил нивниот сериозен брат. Сите тие го сакале Исус. Кога тој дошол со учениците во Витанија, ги посетил. Малата куќа обично била исполнета со среќа, сето дека наеднаш Лазар не се разболел многу. Марија седеше покрај неговиот кревет, многу загрижена. Болниот брат тешко зборувал. Ги затворил очите. Марта дошла до вратата и се вчудовидела кога го видела бледото лице на брати. Марија, ова вака не може да продолжи. Исус е единствениот кој може да помогне. Веднаш ќе му испратам порака. Задишан, гласникот го пронашол Господ Исус покрај реката Јордан. Исусе, дојди брзо. Ме испратија Марија и Марта. Лазар е многу болен. Дојди брзо, во спротивно ќе умре. Исус ги сакал братот и двете сестри, но не тргнал веднаш на кај нив. Останал со учениците таму каде што бил. Дозволил да поминат неколку денови. Дојдете, сега ќе одиме. Лазар спие. Ќе одам да го разбудам. Ако спие, набрзо повторно ќе биде добро. Мислам на нешто друго со зборот спие. Лазар е мртов. Мртов? Се радувам што не бев таму. Поради тоа ќе научите да верувате во мене. Учениците воопшто не разбирале што се случува. Лазар бил мртов, а на Исус му било мило. Како требало да научат да веруваат во него во таа состојба? Дали може би Исус мислел дека може да му се верува дури и кога ќе се случи нешто ужасно? Дури и кога не можеме да разбереме? Лазар бил погребан. Марија и Марта плачеле многу. Дошле многу нажалени луѓе кои сакале да ги утешат двете сестри. Сега сакам да ти дадам мала задача. Размисли за одговорот на ова прашање. Што ќе направиш ако Исус не ти одговори веднаш на молитвата и не ти помогне? Што ќе направиш ако тој дозволи да ти се случи најлошото нешто? Дали ќе веруваш дека тој те сака и покрај се? Те молам, размисли за ова. И запомни, во следната драма расказот продолжува. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!